civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. И самиот жртва, како и ние овде и моите колешки и колеги, другарки и другари од Цивил, но и познавач на оваа сфера, човек кој на целата таа омраза одговори заедно со својот тим, со своите колешки и колеги од мин на времето, со еден проект кој беше безомразно, ден денеска секојдневно одговара на омразата со конструктивни, се обидува и аргументирани одговори и дебати. Јас дури во лична комуникација сум му кажал дека не ми се верува од каде му толкава енергија да дебатира до доцна во ноќта со сејачите на омраза. Меѓутоа, еве, да го слушнеме се рачини уште еднаш возливо на нашата платформа за неговите искуства, за неговите согледувања и може би да ни понуди некакво решение. Благодарам многу на Цивил за оваа покана, иако се чувствам секојаш дома во организацијата чисто член сум од самите почетоци. Почнавме со некои интересни искуства, бидејќи сме тука на маса, имаше пред неколку години се најдовме јас и Кочо Андоновски во Брисел на една дебата што ја организираше партијата на Зелените. Требаше и Џабир да дојде, но се случија некои работи па не можеше да дојде. И интересното тоа беше од целиот тој настан беше дека партијата на Зелените тогаш имаше една, освен таа и неколку други групации во Европскиот парламент, имаат политика кон тогашна Република Македонија да ја нарекуваат Македонија, за разлика од некои други групации во Европскиот парламент, кои што ја нарекуваа со официјалното, односно со привремената референца, која што беше официјално користена за нарекување. И сега, веднаш од која излегоа вестите дека ние сме таму, почна еден бран на говор на омраза кон Кочо и кон Петри, дека еве предавниците отишле во Брисел, ја предаваат Македонија, ја кодошат Македонија и така натаму. А реакцијата наша беше, знаејќи што не чека, ние си се сликавме, си направивме едно селфи пред таблата кај што стоеше The Political Situation in Macedonia, така мислам, да. И го објавивме тоа, нормално реакциите не беа, кај оние групи каде што течеше тој говор на омраза, не предизвика никакво двоумење, чекај сега што се случува, никакво размислување, никакво рефлектирање, туку едноставно тоа се игнорира, тоа што го пуштате вие, без оглед што групите кои што го правеа тоа, се под контрола на политичката партија која што тогаш беше на власт, која што на сите тие средби меѓународни одеше под ФИРОМ, сега под Северна Македонија, ама дома нормално никога северна и така натаму, но пред меѓународната заедница друго, за своите симпатизери друго, во јавноста трето. Таа ситуација мене ми покажа дека едноставно говорот на омраза функционира оркестрирано, баш како во Орвел во 1984 во оние 5 минути омраза. И некој ако го стисне копчето дека денес ги мразевме овие, ама сега веќе од овој момент треба да ги мразиме овие, верували или не, тоа се случува. Буквално како под команда, буквално како во Орвел, каде што публиката едно време плука едната Евроазија, а потоа се врти кон да ја плука другата голема држава, затоа што се случил некој сојуз во меѓувреме. Тоа вистински се случува. Тоа можам да го забележам деновиве во односот на партиските војски на социјалните мрежи на албанските политички партии во Македонија. Имате политички партии кои што до неодамна беа во сојуз на претходни избори во коалиции. Сега тие коалиции се променети, некој кој што бил противник се станал сојузник, а некој кој што бил сојузник станал противник. За еден миг имате луѓе кои што се фалеле меѓу себе, ја тебе војводо, ти мене сердаре, сега се плукаат меѓу себе.
И тоа ви кажува дека тоа не е состојба каде што човекот рационално размислува што пишува, што прави, зошто мрази, кого напаѓа, кои се последиците по човекот кој што го напаѓа, по неговото семејство, по неговото обкружување, туку едноставно се спроведува некоја линија, некој наратив кој што го предизвикува тој човек да напише нешто. Мислам дека тоа е една полусвесна состојба. Мислам дека говорот на омраза е реакција. Буквално како на касетофонот кога ќе му стиснете плей, па тој почнува да пее, да свири. Значи некој го стиска копчето. Кој го стиска копчето, тоа се политички партии, тоа се структури блиски до политички партии, било да се од надземјето или од подземјето, било да се работи за криминално-полициски бизнис, политички структури. Што притискаат? Кочоево право го притискаат стравот. Како е изграден тој страв? Преку образовниот систем, преку медиумите, преку тоа што ни доаѓа од улицата, преку тоа што ни доаѓа од семејството. Значи, тие не притискаат некои непознати копчиња, туку ги притискаат предубедувањата, верувањата за кои што знаат дека ги имаме, сакале или не, поради обкружувањето во кое што живееме со децени, поради нашите традиции како народи, како заедници различни тука во Македонија, поради степенот на образование, системот политички и така натаму и така натаму. Тие добро знаат кој е архетипот на гласачот, македонец, албанец, турчин, ром, србин, влаф и така натаму, знаат кои се неговите стравови и тие стравови ги притискаат. Говорот на омраза е само реакција што излага од еден уплашен, полусвесен човек, кој што мора да го мрази неговиот непријател, а зошто е тој човек непријател не се доведува тоа прашање, туку едноставно се слуша тоа што некој одгоре го кажал дека тој е непријателот и тој треба да се нападне. Сега клучните проблеми за зошто ние сме тука каде што сме во една дупка полна со омраза, каде што се гушиме, буквално ние преку уста веќе дојдено и носот не можеме веќе да дишеме, клучно е неказнивоста. Како што посочи и професорката, ние имаме законодавство, имаме во кривичниот законник неколку членови кои што го адресираат говорот на омраза. Во кривичниот законник, мислам дека беше дали член 25 или 29, дури се посочува дека доколку делото е сторено од омраза, судот треба да пресуди максимална казна, или ако е поттикнато од омраза, судот треба не да ја пресуди минималната, туку максималната казна. Што имаме во праксата? Немаме случај ние каде што е осуден, говор на омраза зборуваме, освен мислам дека има првостепена пресуда за Миленко Неделковски за говорот на омраза за пожарите во Грција. А имаме историја, не само во минатото, секој дневно. Вие сега да отвориме компјутер и да видиме што тече на тајмлајните на Facebook или на Twitter и што објавуваат медиумите, јас сум убеден дека ќе најдеме барем 10 такви примери. Сега, освен неказнивоста на говорот на омраза и поттикнувањето на омразата, кои што доаѓа преку политички структури, кои што влијаат на медиумите и на социјалните мрежи, лажните вести се исто така поттикнувач на говор на омраза, бидејќи преку нив се манипулира јавното мислење, некој ви кажува дека нешто што не е така, вие повторно сте притиснати, копчето ви е притиснато, се плашите од некој дека може некако да ве ризикува на некој начин и реагирате на тоа. Што исто така придонесува, освен лажните вести, за сите овие проблеми ќе зборуваме и за решенијата, придонесува лажниот баланс во медиумите. Значи, она кое што во која линија на која што одат голем дел од медиумите во Македонија, за жал, не е да се направи баланс помеѓу застапените страни и на крај на публиката да и се изведе вистината, туку она што го прават медиумите е половична работа.
Значи, доволно е да ги застапиме, да кажеме особа А рекла ова, особа Б рекла тоа и ние сме сега објективни. Простете, но тоа не е објективност. Значи, пристрасноста, како што вели една позната новинарска анекдота, ако личноста А ви вели дека надвор врне, а личноста Б ви вели дека надвор не врне, ваша работа не е на публиката да ја пренесете што рекла личноста А или личноста Б, туку да го отворите проклетиот прозорец и да видите дали надвор врне или не, и тоа да ја го соопштите на публиката. Не сме новинарството да биде баланс помеѓу лудилото и нормалноста. Не сме новинарството да биде простор каде што лажговците ќе бидат една страна. Не сме новинарството да биде простор каде што манипулаторите со јавното мислење, клеветниците ќе бидат една страна. Тука имаме сериозен проблем и за ова мислам дека има и сериозни теоретски расправи во кој правец ќе се движи во иднина новинарството. Дали ќе остане на своите оригинални постулати, борба за јавниот интерес и за вистината, или ќе биде само платформа каде што ние ќе можеме да видиме што различни групации во општеството мислат за еден проблем. Но мислењето не е вистина. Да се разбереме. Што ќе дојдеме за решенијата, мислам дека ќе зборуваме малку подоцна. civilmedia.mk Слободно, независно, отворено.